Здраво и добродојавте уште едно видео, каде што ова видео ќе разгледаме општо процесот на лимфоцитно созревање, активација и диференцијација. Сега, знаеме дека во организмот имаме два вида на лимфоцитни клетки. Имаме Б и имаме Т клетки. Така имаме големи популации на Б и Т клетки, кои располагаат со еден широк репертоар на рецептори за препознавање на антигени. Б клетките имаат Б клеточен рецепторен комплекс кој е составен од антитело, односно имуноглобулин и други помошни молекули како имуноглобулин алфа, бета хетеродимерот. Т клетките имаат Т клеточен рецепторен комплекс кој е составен од Т клеточен рецептор, така ева како ќе обележиме, и други помошни молекули. Сега нормално они не започнуваат како такви, прајчно не започнуваат од една хематопоетска стем клетка, така значи хематопоетик стем сел, која поминува различни фази со цел да стигне до зрела Т клетка, односно до зрела Б клетка која има рецептори на својата површина. И ова ќе биде контролирано од различни сигнални молекули. И целиот тој процес всушност се нарекува лимфоцитно зреење или лимфоцитна матурација. Значи лимфоцитно зреење или матурација. Сега, ако идеме малце подетално, тоа би изгледало вака. Значи започнуваме од една хематопоетска стем клетка, така, значи хематопоетик стем сел, која треба на некој начин да се посвети кон една линија. И ќе видиме ова како всушност се случува, но можеме да имаме комитмент, посветување за да создаде Т клетка, односно се посвети кон Т клеточна линија, или пак да се посвети кон Б клеточна линија. Може да прави Т клетка или може да прави Б клетка. Нормално овие не се Т или Б клетки во права смисла на зборот, уште се progenitor cells. Така. Сега, кога ќе се посвети хематопоетската стем клетка, дали биде Т или Б клетка, треба да се случи пролиферација. Односно треба да се зголеми бројот. Така и тоа би изгледало на следниот начин. Че треба да се зголеми бројот. Сега ќе направам дека добиваме многу клетки. Или пак со портокалова боја. Добиваме многу клетки. Така. Сега, треба да имаме реаранжирање на гените. Така. Сега, од кога ќе се случи реаранжирањето на гените, всушност ќе добиеме на некој си начин Т или Б клетка. Значи сега ќе се случи реаранжирање на гените и при тоа ќе се добијат Т, односно Б клетки кои ќе имаат соодветни рецептори. Кои се уште не бидат баш соодветни рецептори, но ќе бидат некакви си рецептори. Така, значи ќе имаат Т клеточни рецептори, додека овие пре Б клетки ќе имаат имуноглобулини, односно Б клеточни рецептори. Океј. Сега, овдека добиваме еден голем пул на клетки, еден голем базен на клетки. Не сите овие реаранжирања се функционални и не сите овие се добри за нас. Така, зашто голем дел од овие реаранжирање и експресирање на вакви рецептори се всушност, односно може да предизвикаат автоимуно заболување. Така што треба да имаме еден процес на селекција. Значи од овие што се добиле, треба да се селектираат само тие кои имаат продуктивни реаранжирања, односно имаат добри рецептори. И од кога ќе се селектираат тие кои имаат само добри рецептори, рецептори кои не би предизвикале автоимуно заболувања, да речеме дека останале само две. Така, од кога ќе се селектираат тие кои имаат продуктивни, потоа имаме создавање на субпопулации на клетки. Сега треба да се случи процес на диференцирање на овие клетки во одредени субпопулации. Така што Т клетките ќе се диференцираат на алфа, бета, CD8 или CD4 клетки, ќе се диференцираат на гама делта клетки, ќе се диференцираат на НКТ клетки или пак на едни посебни клетки кои се наречени М и А Т клетки. Додека Б клетките може да се диференцираат на нормални Б клетки или така наречени Б1 клетки. Значи Б клетки и Б1 клетки. Сега, кога ќе добиеме овие клетки, тие нормално ќе се распределат низ циркулацијата и понатаму можат да се сретнат со антигени. И од кога ќе се сретнат со антигени, така,
ќе се случи процес на активација. Значи сега вака ќе нацртаме дека имаме овдека некоја си Т клетка или пак некоја си Б клетка која се сретнала со антиген, например Б клетката ќе се сретне вака со антиген, така, додека Т клетката ќе се сретне со антиген кој е презентиран на МХЦ, и ќе имаме цела секвенца на каскади, така, кои ќе се случат внатре во клетката, кои ќе доведат до незина активација. Што ќе потекне тој клон што дошол во контакт со даден антиген, кој е активиран сега, да пролиферира, така, значи ќе потекне пролиферација и понатамошна диференцијација. Така, значи плюс значи пролиферација, да се зголеми бројот на тој клон што дошол во контакт со антиген и плюс да се диференцира така на ефекторни, значи диференцијацијата ќе биде на ефекторни или пак на мемориски клетки. Ова важи и за Т и за Б. Нема врска вака што ги стави десно-лево. Ајде сега да разгледаме малце подетално. Значи хематопоетската стем клетка кај нас потекнува најчесто од коскената срцевина. Знам кај возрастен човек сите се од коскената срцевина. Така, значи коскена додека дел од лимфоидните клетки кои се во циркулација, всушност потекнуваат од тоа кога сме биле фетус, односно од феталниот хепар. Така ќе го нацртаме. Фетален хепар. Сега, феталниот хепар најчесто всушност ни дава B1 клетки и гама делта Т клетки. Така, додека од коскената срцевина си ги имаме класичните Б клетки и алфа бета всушност Т клетките. Океј? Сега, како хематопоетската стем клетка бира дали да биде Т клетка или да биде Б клетка? Бидејќи мора да запамтите дека во хематопоетската стем клетка има генетски материјал кој може да направи и Т и да направи Б клетка. Зошто да биде едното, а да не биде другото? Епа, на хематопоетската стем клетка, на незината површина, всушност има рецептори. Значи има рецепторни молекули кои што може да примат сигнали. Сега, во зависност каков сигнал ќе добијат, така, во зависност каков сигнал ќе добијат, каква сигнална молекула, таа хематопоетска стем клетка ќе избере, наводници ќе избере, дали да биде Б или Т клетка. Сега, како овие сигнални молекули воопшто може тоа да го направи? Сега, како оваа сигнална молекула може всушност да потекне хематопоетска стем клетка да се диференцира на Т или Б клетка? Значи, кога ќе се врзе сигналната молекула за рецепторот, се активираат голем број каскадни реакции кои што активираат повеќе сигнални патеки. Така, една од сигналните патеки е всушност епигенетска модификација на ДНА. Односно, таа сигнална патека ќе ја натера ДНА на местото кој што е потребно да се транскрибира, да се отвори. Бидејќи мора да запамтите дека ДНА е вака убаво спакувана во хромозоми, нели, заедно со хистони. ДНА е замотана околу хистони, овие велетоиве точки што ги бележам. Значи тоа се хистони. Сега, додека така убаво спакувана, таа не може да биде подложна на транскрипција, односно на транслација. Но, поради овој сигнал што се добива сега, таа ќе се отвори, ќе се отплетка на соодветното место. Така што ќе изгледа нешто вака. Сега вдека само ќе го проложам. Значи тој дел ќе биде отплеткан и повторно си продолжува како хромозом. Сега, овој дел кој е отплеткан може да биде подложен на молекули кои ќе вршат транскрипција. Така, значи овие молекули ќе вршат транскрипција. И поради тоа, например, оваа клетка хематопоетската сега ќе избере патеката да оди кон Б клетка. Бидејќи се отворил тој дел од ДНА кој е потребен за создавање на Б клетка. Сега гледаме дека има и друга сигнална патека која служи за создавање на одредени транскрипцијски фактори. Во зависност кои транскрипцијски фактори ќе се создадат и во зависност кој дел од ДНА ќе се отплетка, тоа ќе одреди дали ќе се добие Т или Б клетка. Ако се создадат НОЧ 1 или ГАТА 3 транскрипцијски фактори, во тој случај ќе имаме Т клетка.
Ако се создадат E2A, PAX5 или EBF, транскрипцијски фактори, во тој случај ќе добиеме B клетка. Значи ова беше чекорот на посветен, односно commitment на една клеточна линија. Потоа, кога ќе добиевме да се избере една клеточна линија, требаше да се случи пролиферација. Сега, пролиферацијата се случува поради на почеток некои сигнални молекули, бидејќи на новие Т, односно Б клетки, нормално и они имаат одредени рецептори. Така, и под сигнални молекули, односно најчесто цитокини, вака, кои ќе ги стимулираат овие рецептори, ќе се случи пролиферација на таа клетка. Нормално овие цитокини доаѓаат всушност од стромалните клетки, кои се наоѓаат во околната средина, нели, кај кускината сцена. И сега добиваме популација на Б клетки, односно на Т клетки, кои ќе започнат процес на реаранжирање, така, значи реаранжирање на гени и ќе се добијат првично некои почетни нецелосни рецептори, но понатаму ќе се добијат целосни рецептори и понатаму ќе имаме процес на селекција, каде што ќе имаме позитивна, негативна селекција, ова ќе биде многу интересно и многу комплексно, каде што всушност процесот на селекција е всушност изложување на овие рецептори на сопствени антигени. Така, значи ќе имаш антигени кои се селф. И ако реагираат со овие селф антигени, во тој случај тие ќе бидат подлежни на апоптоза. Така, значи на некој начин ќе умрат. Така, значи ќе бидат подлежни на овие сопствени антигени и ќе бидат многу покомплексно тоа, но тие што нема да реагираат ќе останат. И понатаму имавме процес на диференцијација, првична општа диференцијација. Која исто така зависи од некои околни сигнални молекули што ќе се добие. Така, значи нормално се добијат различни клетки, зависи какви молекули ќе има во околната средина. И на крај имавме активација, кога таква зрела клетка, која се уште наивна, ќе дојде во контакт со антиген. Така, значи имаш антиген кој може да биде презентиран на МХЦ или да биде така слободен. И од кога ќе се случи тоа, реков дека ќе се активира цела каскада на процеси кои што ќе доведат до пролиферација, односно диференцијација, понатамошна диференцијација на клетката, каде што ќе се добијат различни ефекторни или различни мемориски клетки. Вака на крај имаме само некоја сумација, значи имаме коскина срцевина, од нејзе се добиваат еден лимфоиден прекурсор, што се добива про Б лимфоцит или про Т лимфоцит, каде што Т лимфоцитот оди да созрее во тимусот, понатаму и двете ќе отидат во циркулација, окей. Тие може да се сретнат со одреден антиген кој бил внесен и сега е внатре во лимфните садови, ќе се сретне во лимфните јазли и понатаму може да се даде соодветен одговор. Овде имаме како идат фазите на созревање, така, значи имаме стем клетка, па е пролимфоцит, предлимфоцит, така незрел лимфоцит, па некој субсет на лимфоцити и на крај матурираат и имаме некои си функционални субпопулации. Овдека десно сликава не го прикажува тоа претходно што го зборевме, зависи кои транскрипцијски фактори ќе се активираат, така например EBF, E2A, PAX5 или пак ќе се активира NOTCH1 или GATA3, ќе добиеме Т или Б клетка и понатаму ќе се активираат и други транскрипцијски фактори кои ќе возможи понатамошна диференцијација. И сега, добро, имам уште малце, само да видиме Т-клеточна активација и диференцијација. Значи кој ќе имаш наивна CD4 или CD8 Т клетка која се сретнува со антиген, ова може исто да биде или Б клетка, нема врска, ќе се активираат различни многу сложени комплексни патишта преку излачување различни цитокини кои ќе овозможат понатаму пролиферација, односно клонална експанзија на тој клон, нели ќе пролиферира и понатамошна диференцијација на различни клетки, на некоја ефекторна или мемориска клетка. Океј, тоа беше главно се за овој видео, се надам дека научивте што ново. И ќе се видиме во наредното видео каде што ќе започнеме да збориме првично за Т клетки, ќе идеме многу подетално како се одвива нивната матурација, како се одвива нивната диференцијација и активација,
а понатаму ќе збориме за Б клетки. Довидување.